Сега преминуваме на друга тема и прво да му посакам добро утро на еден наш многу драг гостин, а тоа е Вили, или официјално Елвир Садиковиќ, да те представам. Вили инаку е туристички водич и не само тоа, туку е и подпредседател на Македонската асоциација на туристички водичи. Дали сме добро? Добри сме, вие Дали како сте? многу работиме постојано? Па работиме, можеме да речеме. Имате убав повод, настан што треба да најавите викендов. Секако. Но за тоа ќе ве оставам со сузе. Ви благодарам. Искрам многу и од мене топло добре дојде Вили. Добро ве најдовме. Во чест на вчерашниот 21 февруари, ден на туристичките водичи, на 24 задутре се организира еден убав настан во центарот на главниот град во Скопје, каде што своевидно ќе го одбележите овој ден, а воедно и ќе подсетиме и апелираме на сите недостатоци и празни чекори, би рекла, кои ги одат туристичките водичи, кои ги има околу 1000 во нашава земја по бројка, така нели? Да, токму Нерешен статус на професијата туристички водичи, многу нешта кои го отежнуваат процесот на вашата работа, за кои би сакала да проговориме. Кои се најболните точки во целата оваа приказна? Иако од страна гледано морам да ти кажам дека јас од секојаш сум замислувала дека е прекрасно да бидеш туристички водич, дека е возбудливо, дека тоа е многу убава професија и сум се восхитувала на луѓето кои го работат тоа, но и како се станува туристички водич и за се останато ќе ни откриете денеска. Секако ви благодарам многу и вам и на Искре за убавата најава. Да, имаме еден убав настан, ќе почнам прво со настанот, доколку ми дозволите. Значи по повод светскиот ден на туристички водичи 21 февруари, Македонска асоциација веќе трета година, и тоа веќе ќе стане традиционално, организираме бесплатен разлет на градот Скопје, меѓутоа не само градот Скопје, туку и градот Битола и градот Охрид. Прекрасно, во исто време, така? Во исто време, Браво. да, во исто ден, можеме да кажеме во исто време. Целта ни беше да го одбележиме светскиот ден на туристичките водичи, меѓутоа исто така маце да ја подигнеме свеста кај нашите институции, а и кај нашите граѓани за професијата туристички водич. Ви убаво спомнавте, многу е специфична професија, малку подоцна, доколку ми дозволите, ќе се навратам. Значи, настанот ќе почне во два термина, значи имаме организирано два термина во сабота, тоа е во 12 часот и 13 часот. Ќе успеете за еден час? Ќе успеете за еден час да направите еден разлет? Обично разледот трае некаде 2 до 2,5 часа. Значи, кога збориме за комплетен разлет на градот Скопје со сите содржини, почнувајќи од улица Македонија. Така да два термина имаме, 12 и 13 часот. Нашите колеги професионални туристички водичи ќе бидат на лице место. Така да во 12 часот и 13 часот ќе имаме разлет на Скопје, а во исто време во Битола во 12 и 13 часот исто така нашите колеги Горан и Марија, а во Охрид колегата Љупчо Јузмески, значи од плоштадот Охрид, централниот дел на Охрид, ќе го започне разлетот на градот Охрид и колегите во Битола, со што ќе го одбележиме, значи светскиот ден на туристичките водичи. Има начин на пријавување кој сака да присуствува? Немаме начин на пријавување, спонтано, значи чисто доаѓаат на точките кои што ги имаме одредено, значи спомени куќа Мајка Тереза во 12 часот, значи почнува првиот разлет, во 13 часот почнува вториот разлет, така да кој сака нека повели. Секако. Прошлата година имавме голем број на наши сограѓани. Само во кратко да ви објаснам рутата на движењето, значи ќе се движиме од улица Македонија преку плоштадот Македонија, каде што ќе бидат објаснети сите културно-историски споменици кои се наоѓаат на плоштадот, преку камениот мост или преку мостот на цивилизациите, покрај археолошкиот музеј ќе се упатиме до плоштадот Филип II, каде што и таму има повеќе содржини. Знаеме, тука е музеот на ВМРО, тука е Стариот театар, музеот на Холокаустот, црквата Света Димитрија, Фонтаневе мајка, Филип II, Даут Пашиниот амам. И нормално дека ќе влеземе во чаршијата, ќе се упатиме
во старата турска или скопска чаршија. Можеме да кажеме тоа е еден навистина мултикултурен и мултиетнички споменик, кој што можеме да кажеме дека е највреден во градот и е душа и срцето на градот, и секако дека ќе посетиме црквата Свети Спас, завршно со џамијата Мустафа Пашината џамија. Така да тоа е рутата по која ќе се движиме. Брзо да се движите по да, рутата. по која ќе се движиме. Ете ги повикуваме сите наши драги сограѓани од градот Скопје, меѓутоа и сите останати кои што ќе се затекнат во Скопје да дојдат и да учествуваат или да земат учество во бесплатен разлет на град Скопје, бидејќи сметавме дека како асоциација овој бесплатен разлет има повеќе аспекти од тоа што многу наши сограѓани не го познаваат доволно Скопје, а и не знаат доволно за културното историско наследство на градот Скопје. Така да еве имате можност да научат нешто повеќе. Во сабота да слушнат нешто повеќе од нашите колеги за нашето богато минато и за културно-историските споменици. Прекрасна, навистина прекрасна идеја. Ова е убавата страна на професијата туристички водич и јас секогаш велам дека од страна гледано тоа се изгледа многу убаво, многу интересно, многу возбудливо. Но за жал туристичките водичи во Македонија се соочуваат со бројни проблеми, пречки кои што придонесуваат да не е испочитувана и не е доволно, не е најдено местото на професијата туристички водич. Кои се најголемите слабости? Па видете, првата слабост е, можеме да кажеме, образовниот систем. Македонскава асоциација со самото свое формирање во 2019 година, кога се оформивме, целта на нашата асоциација беше прво да ги штити интересите на туристичките водичи и секако и да ја подигне свеста кај институциите за важноста на оваа професија. И нормално преку многу наши писмени барања и заложби до министерства побаравме да се смени образовниот систем, начинот за стекнување на сертификатите, односно стручно има полагање на испити на факултетите, имаме 3 факултети во државата. Што не би требало да е формална работа, нели? Апсолутно не би требало да е формална работа, меѓутоа за жал е формална. На Штипскиот факултет, Охридскиот и Скопскиот, меѓутоа за жал образовниот систем не е толку, не можам да кажам на сите факултети, меѓутоа ние како асоциација сугериравме да дојде до некои измени во начинот на едукација, повеќе работни часови, практична работни часови, значи да има кандидатот. Да, повисоки критериуми за стекнување, значи на тоа уверение. Меѓутоа за жал во минативе десетина, а и повеќе години се создаде една хиперпродукција на туристички водичи кои немаат ни работа. Па да ви кажам искрено, и немаат работа и покрај тоа, и ако имаат работа, таа работа не ја извршуваат професионално за жал, бидејќи да не испаднеме како критика, меѓутоа имаме право тоа да го кажеме. Тоа што се бара од еден туристички водич е нормално да има познавање од повеќе области, да има соодветно знаење. Видете, ви убаво најавивте и кажавте, ова професија е многу специфична. Сите професии се специфични, па и вашата на свој начин, меѓутоа нашата е малце поспецифична во смисла бидејќи ние сме секогаш надвор од затворени простории, секогаш сме на терен, значи на сите временски услови. Повеќето наши гледачи, жители и граѓани не знаат дека туристички водич професија не е лесна работа. Ние патуваме 365 дена, секоја сме одвоени од нашите семејства. Од вашата подготвеност зависи како многу луѓе за прв пат ќе ја доживеат нашата земја, а нема втора шанса за прв печаток. Првиот впечаток е прв печаток. Првиот печаток, значи имаме стварно и потешкоти нормално, бидејќи таква ни е работава и затоа викаме дека е специфична работа. Мораме да бидеме многу добро образовани, да имаме многу добро стручно знаење и треба да имаме познавање. Еден туристички водич, значи согласно, еве јас малце, ако ми дозволите, ќе кажам малце повеќе околу тој начинот на едукација. Значи еден туристички водич за да извршува дејноста или професијата, значи он мора да има многу големо познавање во областа на историјата, географијата, економија, политика, социологија, архитектура, уметност.
да познава областа кај што работи. Има посебна терминологија која што треба да ја знае. Треба да има прекрасни комуникацијски вештини и вештини на работа со луѓе. Значи, сето тоа е многу специфично и, верувајте ми, не е лесно. Треба да знае со која интонација да им се обрати на туристите. Бидејќи вие убаво кажавте, ние сме културни амбасадори на оваа држава. И заради тоа бараме општеството, односно институциите, да имаат малце почит кон туристичките водичи, бидејќи имаме агенција за поддршка и развој и промоција на туризмот, имаме туристички агенции кои што организираат туристички аранжмани за странски групи. Вие имаме хотелски сместувања, хотелски капацитети, меѓутоа, Сузана, на крај краишта, кој ги дочекува тие гости? Кој е првиот контакт? Чив е првиот контакт со гостите? Тоа се туристичките водичи. Да, обично и проблемите кои ги имаат од вас бараат. Првите впечатоци, првите импресии за нашата држава, за нашиот град, за нашите убавини, странските туристи го добиваат преку нас. И заради тоа, ние викаме дека ни е многу специфична професија. Од тие причини бараме државата, институциите, прво и основно да ги заштитат нашите права. Ние како асоциација повеќе пати преку писмени барања, наши заложби во Министерството кај што и припаѓаме, бидејќи немаме Министерство за туризам, ние и како асоциација побаравме во државата за да се подобрат некои работи во областа на туризмот, да се создаде Министерство за туризам. Сите држави во регионот имаат Министерство за туризам, само нашава држава, Република Македонија, нема Министерство за туризам. Бараме компетентни луѓе кои што ќе бидат на позиции кои што ќе можат да одговорат на сите предизвици. Туризмот е една гранка, брзо растечка гранка во светот кој што носи многу профит. Заради тоа треба да бидеме многу добро организирани, да треба да имаме национална стратегија, а тука е вклучено целокупната туристичка индустрија, вклучувајќи ги како туристичките водичи кои што се една од најбитните алки во таа индустрија. Времето ни е многу кратко, но еве ќе се обидам да се навратам некоја година наназад. Пандемијата беше многу тежок период за нас сите, особено за вас кога буквално не влегуваше ниту еден турист странец во нашава земја. Ве имавте ли некаква поддршка, ве поддржа ли некој за време на пандемијата? Секако за време на пандемијата нашата асоциација преку Сојузот на стопански комори на Македонија, како нејзина членка, во разговори со Министерство за економија, биејќи ние припаѓаме сектор за туризам, успеавме, значи, четвртиот пакет на економски мерки да добиеме финансиска помош. Во петиот бевме изоставени, не знаеме од кои причини, меѓутоа повторно во шестиот бевме вметнати. Така да земавме некоја финансиска поддршка, меѓутоа не доволна за да ги покрие нашите загуби, како и можеме да кажеме и загубите на целокупната економија, значи во државата. Меѓутоа да се навртам, Сузана, повторно околу проблемот и статусот на туристичките водичи. Значи, замислете, постои туристички водич професија, има шифрена дејност, а нема пензиско и здравствено осигурување. Значи, во 22 век, значи ние 21 век можеме да кажеме да работите, да водите група, да имате лиценца која што ви е издадена, а немате остварено и реализирано пензиско и здравствено осигурување. Овие се проблеми со кои што се сочуваме. Сте ги покренале ли овие барања? Апсолутно покренавме овие барања неколку години наназад, меѓутоа за жал, ние можеме да кажем сме револтирани од неажирноста и пасивноста и неразбирањето на Министерство за труд и социјала. Не зборам сега, бидејќи има некои промени, зборам за минативе години. Повеќе пати побаравме, ги игнорираат нашите барања во Како е тоа уредено во соседните земји? Имате ли? Не, многу просто е кај нас уредено. Значи, ние спаѓаме во тајна категорија, например, каде што се уметниците, сликари, естрадни уметници. Слободни уметници? Точно, тоа се плаќа паушално. Тоа пензиско и здравствено осигурување, биејќи ние не сме ДДВ обврзници, таква не е професијата на работата, значи се е регулирано во законот. Тоа што ние побаравме од Министерството за труд и социјала минативе години беше и од Министерството за економија да не вметнат во таа категорија. Меѓутоа никакво разбирање до ден денеска. Ете, повторно ќе како потпредседател на Македонска асоциација ќе упатам апел до институциите малце да поводат грижа за туристичките водичи, бидејќи навистина не е фер
ние представуваме оваа држава, го толкуваме и интерпретираме културното и историско наследство на оваа држава, ги дочекуваме првите печатоци, импресии и убавени за нашата држава, за традициите, обичаите, за религијата, за начинот на живење на луѓето тука, за културата. Оди се преку нас, биејќи ние тоа го прераскажуваме и го кажуваме, така да барам институциите малце да поводат сметка, да не го решат статусот, бидејќи и ние сме луѓе и ние сакаме пензиско и здравствено осигурување да имаме како што и сите. Така да се надевам дека во идниот период ќе институциите ќе смогнат сили и се надеваме на некои промени кои што треба да бидете поупорни, погласни и подосадни, бидејќи ако сте малку подосадни... Многу сме досадни, меѓутоа нема да застанеме во нашите напори и заложби, ќе продолжиме понатаму се додека не го решиме нашиот статус. Само така, Вили. Знаеме упорниот што прави, да. Апсолутно така. Еве уште еднаш ако може да најавам, доколку ми дозволите кратко, значи сите наши сограѓани кои се заинтересирани во сабота, значи со почеток во 12 часот и 13 часот, спомен куќа Мајка Тереза, бесплатен разред на град Скопје, а исто така во градовите Битола и Охрид, со почеток во 12 и 13 часот во Битола, во Охрид почеток во 12 часот, сите кои што се заинтересирани да дојдат и малце да осознаат малце многу повеќе за нашето богато културно-историско наследство на нашата држава. Одлична прилика. Вили, благодарам многу и верувам дека ќе биде и времето наклонето и дека ќе има многу наши сограѓани и македонци кои сакаат да направат една убава прошетка со професионален туристички водич. Ви благодарам и вам. И многу среќа во секој. Да, особено што колку и да живееш во некој место, секогаш има работи што едноставно не ги знаеш, повеќе како турист ќе ги дознаеш отколку или на Википедија домородец. Да. Ние сега одиме во Турската чаршија да видим како се подготвува еден специјалитет, но претходно сакам да го прашам, Вили, лично твое омилено место во градов, односно каде најмногу ти сакаш да ги носиш туристите, зашто имаш најмногу да кажеш? Старата турска чаршија. Дефинитивно, старата турска чаршија, јас само ќе ви кажам, тоа е еден прекрасен мултикултурен и мултиетнички споменик. Како музеј на отворено? Апсолутно. Втора по големина чаршија во Европа. Значи, по Капали чаршијата во Истанбул, се слушнале за покривената, значи Скопската чаршија е најголема. Чаршија, да, има претрпено за жал оштетување од катастрофалниот земјотрес 1963 година, меѓутоа по својата големина е втора во Европа. Значи, тука чаршија е едно богатство. Ја можам да кажам дека е духот на градот Скопје, бидејќи, ете, и тоа нормално ќе им кажеме на нашите сограѓани, 540 години за време на владењето на Отоманската империја, центарот на градот Скопје бил чаршијата. Таму. Значи целиот живот, значи работењето, чаршијата, живењето на луѓето, сите тие судбини кои што се испреплетени низ тие приказни и низ тие мали улички во чаршијата, Безистенот, Капанан, Сулијан, Куршумлијан, значи караваните кои поминувале од Кина па се до Венеција, застанувале во Скопје да се одморат. Тука е еден сплет на многу убави приказни за градот Скопје за чаршијата. Се чувствува кога шеташ таму, се чувствува тој дух, таа патина. И видете странциве најповеќе и покрај тоа што и плоштадот Скопје, морам да ви кажам исто така, дека е прекрасно уреден, не навлегуваме во вкусови, меѓутоа за разлика од останативе плоштади на просторите на бивша Југославија, плоштадот Македонија навистина импозантно изгледа. Не знам дали сте биле во другите градови низ просторите на бивша Југославија, меѓутоа покрај тоа сепак старата турска чаршија привлекува најголем број на туристи и сите бидејќи знаете имате голема понуда и на продавници за сувенири, и ресторани, и кафулиња, и продавници, и се што имате. И за наечи се наоѓаат, за среќа, ако негде се наоѓаат, тоа е уште таму. Да, за наечи се наоѓаат, така да многу интересантно едно место, кој што навистина е експонирано и многу посетувано од странските туристи. Ние секогаш нашите градски тури ги завршуваме во чаршија, значи во старата скопска турска чаршија и обавезно на турско кафе и на турскиот чај, кој што е многу познат, а секако салеп и останати сладки, баклава, шекер паре и други сладки кои што ги имаат во чаршијата. Ми даде таман, многу ти благодарам, Били, ми даде